Добро утро, вие сте со 24 вести, а ова е утринската програма 24 од Сесрце. Јас сум Зорица Андреева, вашиот денешен водител, а ќе зборуваме на тема храната вистински лек на 21 век. Сите знаеме дека лошата исхрана може да биде причинител за многу болести кај човекот, а додека здравата и правилниот начин на исхрана и како може да биде лек за истиот. Токму на оваа тема за храната денеска ќе зборуваме со нашиот денешен гостин во студио во 24 од Сесрце, Цвета Динева, нутриционист. Добре дојдовте во утринската програма. Добре ве најдов, ви благодарам за поканата и се надевам дека ќе го задржиме денес вниманието на гледачите, бидејќи ќе зборуваме нели за она што е актуелно секогаш, а тоа е здравата исхрана. Така е, денеска ќе им помогнеме на гледачите кои што ќе имаат можност да се јават во вториот дел од емисијата и да постават своји прашања. Првите гледачи ќе добијат и еден подарок од вас. Цвета, често ве гледаме, присутна сте во медиумите, каде што целта е навистина да се подигне свеста на важноста на храната за здравјето пред се на човекот и да се допре до нив. Секогаш зборуваме за храната и денеска, секогаш има нешто ново, тоа е широка тема, нова е и вашата книга која што еве минатата недела ја доживеа и својата промоција во Скопје, па ајде да ја представиме што таа све содржи. Значи, ова што го работам со години, како советник, нутриционистички консултант на луѓето кои доаѓаат во диет клубот, по медиумите, значи во пишаните медиуми, значи цело време давам совети за тоа како да се храниме за да стигнеме до една добра здравствена состојба и да сватиме колку тоа е едноставно, колку тоа не бара многу вложување во смисол на многу време, многу пари или било што друго, туку многу мал чекор за да се стаса до она што се вика собствено здравје. Значи, дефинитивно ние сме тоа што јадеме. Здравјето низоста влегува, ама за жал болеста уште побрзо. Заради тоа, редно е еднаш за секогаш, а се повеќе сваќаме, морам тоа да го забележам, во последните години се повеќе луѓето сваќаат дека храната е тесно поврзана со нивното здравје. Така јас за сите овие години, работејќи во рамки на ЦД диет клубот и давајќи ги советите по медиумите, дојдов до заклучок дека треба да напишам една книга, едно четиво, еден буквар, во кој сите оние совети што ги споделувам директно на моите членови, пак ќе кажам и преку медиумите, еве тие совети се срочени тука во овој буквар, во ова четиво што го насловив Храната вистински лек во 21 век. Храната од секогаш била лек, храната е лек и храната ќе биде лек. Но за жал ние во 21 век подзаборавивме дека тоа е тоа, па затоа и насловот на книгата да не подсети дека не ни е лекот секогаш во аптеките, во болниците, во амбулантите, туку лекот е на зелените пазари и еве во оваа книга токму тоа на едноставен, сосема едноставен начин е опишано како да се храниме, на што да посветиме посебно внимание, да ја почитуваме природата, бидејќи ние сме дел од неа, ние со почитување на законите на природата се почитуваме себе си. Така во оваа книга на едноставен начин се објаснети основните правила кои треба во исхраната да ги почитуваме, кои порано биле нормален составен дел на живењето на луѓето. Тие едноставно биле дел од природата, наутро станувале на изгреј сонце, оделе на поле, затоа што повеќето од луѓето живееле во селска средина, за разлика од денес, нели? И тие живееле природно, со тоа што, пак ќе кажам, станувале во утрински часови на изгреј сонце, работеле по поле, стока паселе, така натаму, се враќале дома на зајди сонце. Што правеле тогаш во однос на исхраната? Што кога излегувале од дома? Што кога се враќале? Тоа треба малку да го подразмислиме. Тоа е она правото и вистинското што треба ние да го правиме и ако живееме во вакви едни урбани услови, да речам, каде што брзаме на работа и така натаму. Јас не велам да се поистоветиме, ни случајно тоа не може. Да, ова е сепак друго време, тоа така, но сепак да не заборавиме една чаша вода наутро да испиеме пред да го почнеме денот. Да не заборавиме барем една овошка свежа наутро да изедеме пред да го почнеме денот. Тоа не бара време, не бара пари. Тоа бара само
да му дадеш на тоа нешто значение, да се измотивираш и да си створиш една динамика на тоа. Прво ќе биде требам, морам, па станува навик и на крај потреба. Да не можеш денот да го почнеш без да се напиеш вода, без да каснеш некој овоше и да не можеш на работа да одиш ако тој ритуал не си го завршиш. А не утрото директно на кафето, а тие пушачите нели нормално и на цигарата, а од вода и од овоше ни трага ни глас. Треба малку, велам малку да промениме, да добиеме навистина многу. Да добиеме што? Собственото здравје. Па дали сум здрава, јас ќе превенирам болести, а ако имам некоја хронична болест или така, ќе ја држам под контрола јас таа болест, почнувајќи го денот така како што треба. А многу совети. Во однос на тоа ќе се најдат во редовите на оваа книга, пак ќе кажам на многу едноставен начин и инспиративен начин. Едноставно те инспирира редовите, читајќи ги редовите на оваа книга, секој ќе биде инспириран нештото да го прави што тука се дава како совет. Имав можност пред да започне емисијата да ја разгледам вашата книга и гледам дека овдека посветувате огромно внимание уште на почетокот дека треба да се навратиме на почитувањето на природата, на воздухот, на водата како што спомнавме, на сонцето, на храната, на одморот, на љубовта и на позитивната енергија. Тоа се основите, предпоставувам, еве и во книгата напишани, основа за нашето здраво живење. Точно така. Значи, не мора секогаш да се правдаме дека немаме време да си посветиме себе си. Значи, по неколку минутки во денот да си ги посветиме себе си. Што во однос на, исхраната, што во однос на, да речеме, некоја прошетка, некој пешачење од негде до негде, барем 3 пати во неделата, ако не секој ден. Да си го посветиме викендот, барем еднаш во неделата, некаде да излеземе со семејството на воздух. Во сите градови, еве и во Скопје има околни места каде што навистина можеме да кажеме дека имаме чист воздух. Тоа е Водно, тоа е Матка, тоа е Сарај, Катланово и така натаму. Значи, сепак треба малку да направиме една иницијатива за такво нешто да ни се случува. И не само нашто ќе ни се случи, на нашите деца, на нашите внучиња. Еве мојот сопруг, да речеме, скоро секој ден кога е убаво времето, ги носи децата, внучињата на Водно. Значи не е тоа случајно, тоа е потреба. Потреба е децата да се изиграат на лединка, да се истркалаат по таа лединка, да ја почувствуваат природата. Затоа што на денешно време, значи имаме многу удобности, збор да нема тука, но преовладувањето на новите апарати за комуникација, лаптоп, таблети, телефони и така натаму, ни ги наведе децата на неприроден начин на комуникација. Значи, нели, цело време легнува со таблетот или со телефонот, дали игрици што дае, станува со тоа, малку да работиме спротив ваквите лоши навики. Ова се лоши навики. Јас не велам да нема детето таблет, јас не велам да не му се даде, но како нешто што ќе го замолчи детето, да стои на страна, тоа веќе еволуира утре задутре во нешто што се вика нездрава личност, во нешто што се вика личност која не ќе може со себе да се справи, а камоли со она што го обкружува. Значи, сепак да се враќаме на природата на едноставен начин, а тоа се, пак ќе кажам, прошетките, ако треба децата и да ги шетаме и по зелените пазари некогаш. Да видат што е тоа што треба да го јадат, што е она вистинското и правото, што, а и вкусно, што треба го внесат во својата исхрана, ама прво тоа треба ние самите да го направиме. Децата се сунгирчиња, тие купуваат се од нас, од возрастните. Ние треба да бидеме пример, како треба, или модел, како треба. Сигурно, јас не можам да протежирам нешто што се вика здрава храна, а самата тоа да не го правам, или да ги карам моите деца, не знам што, храни се вака или онака, а јас самата тоа да не го правам. Значи, пред се, секој треба да тргне од себе да го прави она што треба да го прави, за да неговото дете или неговото обкружување, сопруг ли е, сопруга ли е, мајка, татко,
да го прифатат она вистинското и правилното. Пак речем да се вратиме на природата. Така, значи препорачувате да се работи на причините заради некои заболувања кои што доаѓаат, а не на последиците од кога веќе ќе се Медицината ги лечи последиците, класичната медицина, конвенционалната. А природната медицина, во која спаѓа и нутриционизмот, дефинитивно ја спречува болести и ако постои, секој пат има причина за некоја болест. Причината пред се 90% е преку устав внесена. Значи со несоодветна хемија, секоја храна се претвара во хемија во нашето тело. И ти ако таа несоодветна хемија ја внесеш во твоето тело и денес, и утре, и задутре, ќе го збуниш организмот, му даваш нешто што не му припаѓа. Како на едно ауто, не знам колку еве еден Мерцедес од 100.000 евра, му работи на бензин, ти ќе му ставиш нафта. Тој нема да се помрдне од место. Така да истото тоа важи за нашиот организам. Ние треба да бидеме свесни дека на дневно ниво секој ден, без исклучок, ама пак ќе повторам, без исклучок, треба внесуваме што? Вода, секој ден, ама водата не е чај, водата не е сок, водата не е никаква друга течност, туку водата си е вода. Само во водата гранката пушта корења, ова го зборувам многу често и понатаму ќе го зборувам. Само во водата ние сме над 70% вода во нашата клетка. Земјината топка е над 70% водена површина. Воздухот, тоа е вода во вид на парја и така натаму. Значи, водата секој ден, свежото овошје секој ден, свежиот зеленчук секој ден. В вода, овошје за зеленчук. И јас и тука во книгата опишам воз. Так. Секој во својот воз ќе влезе во собственото здравје. Значи, што има, молим те, тешко тука да се пие вода денес, да се јаде свежо овошје и да се јаде свеж зеленчук. Да не е скапо, да не бара време да го подготуваш, не бара навистина, само да се не бара навик. Само, значи прво да имаме мотив, желба, волја, фино да се организираме и пак ќе речам прво треба, мора ќе биде, па после навика, на крај потреба. Да не можам да седнам на софра, што и да има спремено, најомилено јадење, нема свежа салата, не можам да јадам. Не ми доаѓа да јадам. Ето, до тој момент треба да се стигне, ама треба добар тренинг за тоа. Значи, треба време доволно за да помине, за да така се стикна такви навики. Навики и секојдневие да биде. Да, секојдневие. Да. Начин на живење. Во книгата исто така може да читателите да најдат и неделно мени, предлог мени, што е препорачливо да се јаде за појадок, што е препорачливо за ручек и каква да биде вечерата. Тоа ќе можат да го сретнат во оваа книга. Потоа имаме рецепти конкретни, кои што вие сте ги напишале, да. Тоа се све здрави оброци. Так. И да се свати дека здравата храна не е невкусна, туку напротив е многу вкусна и го задоволува и телото, и духот, и срцето, и се. Навистина, многу работи може да се сретнат, рецепти кои што се приготвуваат за навистина кусо време, а даваат благодет не само за целото семејство, не само за поединецот. Така, при крај на книгата, после рецептите, сретнав и искуства од луѓе кои што ви се обратиле, кои што имале некаков проблем и на кои што сте им помогнале и сега тие своите искуства ги споделуваат и читателите исто така ќе можат тоа да го сретнат во вашата книга. Кажавме на почетокот, тоа е подарок за двајца наши гледачи кои што први ќе се јават во вториот дел од емисијата на нашите телефони и ќе имаат чест да добијат еден ваков примерок убав од вас. Освен промоцијата во Скопје, планирате промоции во други градови? Планирам промоција и во Битола, и ве битолчани, да ги информирам дека во четврток на 26 мај во 19 часот и 30 минути во рамки на Хотел Театар ќе биде одржана промоција на мојата книга. Се надевам ќе има многу интересенти. Наредниот ден држам предавање на Сдруженијето на диабетичари и болни од канцер. Во саботата друго предавање во рамки на Сдружение за имплементација и обука за нутриционизам и имплементација на ХАСАП, кај професор доктор Борис Ангелковски, така да ќе ми бидат тие 3-4 денови на Битола, за Битола. Со големо задоволство ги чекам тие денови на вистина. Еве ова нека биде порака до нашите гледачи кои што се во овие градови да дојдат и да проследат промоцијата. Сега ќе направиме мала пауза со рекламниот блок, па се враќаме во студиото и ги чекаме првите гледачи кои што ќе го добијат овој примерок од Цвета Динева.
Пролетна акција. Цел еден со екстракт од гел од полжав ја регенерира вашата кожа од акни, дамки, лузни и стрии. Истражувањата докажуваат дека цел еден делува ефикасно при проблеми со кожата кај сите генерации. Искористете ја пролетната акција и купете цел еден гел со 30% попуст и добите крема за раце како подарок. Достапно во сите аптеки и веледрогерии. Потребни ни се 15 свежи и миризливи портокали, за да направиме едно пакување Гуте фрухте 100% портокал. Така што не останува место ни за додаден шеќер, ниту за конзерванси. Гуте фрухте, без шеќер, без конзерванси. Го сакам! Кога едноставно не можеш да одолееш, потрошувачки кредит до 15.000 евра за 30 минути. Промотивно, без административни трошоци, 6% гарантирана каматна стапка за првата година и можност за 1+1% поен намалена каматна стапка за следните 2 години. Стопанска банка, на ваша страна. Еј, сокче полно со витамини. Остай го сокчето. Мали ке те гризнам. Се зезам, бе. Остай ми една голка, те молам. Што душкам? Празна е чашава. Го сакам, Гуте фрухте, го сакам. Гуте фрухте, без шеќер, без конзерванси. Го сакам. Имате пожар во стомакот. Гастрогард е брзо и безбедно решение за вашите стомачни тегоби. Изгаснете го пожарот во вашиот стомак. Гастрогард. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Добро утро, ова е второто продолжение од емисијата 24 од Сесрце. Телефоните веќе се пуштени, можете да се јавувате. Првите двајца гледачи ќе добијат по еден примерок од новото издание, новата книга Храната вистински лек во 21 век на Цвета Динева. Ги очекуваме гледачите во секој момент да се јават и да го добијат овој примерок. А ние дотогаш, додека ги добиеме, може да спомнеме за онаа заблуда што имаат луѓето околу диетата. Уствари диетата значи правилен начин на исхрана. Не значи гладување и дека не е тоа гладување со цел слабење, туку правилен начин на исхрана заради здравјето на човекот. Колку е постигната свеста на луѓето кај нас за ова? Значи, мислам дека последните години се повеќе се покажува дека свест на луѓето веќе се зголемува во однос на оваа проблематика. Пак ќе кажам, се повеќе се свесни луѓето дека низоста им влегува здравјето и оние што сакаат да се ослободат од некои више килограми, се уште има такви што бараат инстант решенија со инстант продукти и инстант резултати ќе добијат, но инстант време траење ќе имаат на тие резултати. Значи, дефинитивно треба да се свати дека само здравиот начин на исхрана во секојдневието ни носи добро здравје, добра телесна тежина. И оние што сакаат да изгубат телесна тежина, треба тоа го направат исклучиво на здрав начин, за да не го пореметат хормоналниот систем во телото, пред се ова се однесува на девојчиња кои што сакаат за многу кусо време, многу килограми да изгубат заради тоа што имаат
матурска, да речеме, или некоја свадба или така натаму. Но не е тоа решението. Решението е навистина треба спокојно да се влегува во рамките на здравата храна за да се стигне до она што се вика здраво тело. Така, веќе го имаме првиот гледач кој што ни се јавува. Добро утро. Кого имаме на телефонската линија? Добро утро, дали имаме гледач? Добро утро. Добро утро. Миријана на телефоне. Миријана, вие сте добитник на книгата од Цвета Динева "Храната вистински лек" во 21 век. Колку вие, Миријана, посветувате внимание на правилниот начин на исхрана и здравата исхрана? Посветувам многу внимание и благодарение на вас имате вакви едукативни емисии, така да добиваме совети, што се така се што е во текот на сезоната, за правилната исхрана, поготово почитуваната Цвета Динева, која што има стално на медиумите. И благодарение на нив, ваквите луѓе како Цвета, па веќе се насочуваме се повеќе кон правилниот избор на храна во консумирањето. Ви благодарам на вашето јавување. Вие сте добитник, како што рековме, на еден примерок од новата книга на Цвета Динева. Се надевам оставивте податоци во режијата. И на пријатен ден ви посакуваме со Цвета. Го очекуваме вториот гледач, кој што, еве, веќе го имаме, ни најавуваат сигнал од режијата. Добро утро, кого имаме на телефонската линија? Добро утро, ало? Повелете, кој ни се јавува? Маца е на телефон. Ало? Да, ве слушаме. Колку вие посветувате внимание на здравата храна? Доволно, да. Посветувам многу, берам чаеви, постите ги држам и така, со вода обавезно, со лимон, денот започнува и така. Одлично, вие сте добитник на примерок од книгата на Цвета Динева. Доколку не сте оставиле податоци, оставете ги сега во режијата, па се надевам дека многу ќе ви се најде оваа книга. Пријатен ден. Тоа беа двете книги кои што ги подаривме на гледачите кои што први се јавија. Секако дека тие ќе останат, ќе имаат можност повторно да се јавуваат и да поставуваат прашања на кои што вие ќе можете да одговарате, нели, поврзани со храната, со здравиот, со правилниот начин исхрана, како да се јаде, се она што ги интересира во врска со оваа денешна тема, ќе имаат можност да ни се јават, а ние дотогаш повторно продолжуваме со темата. Јас би сакала само да кажам дека книгата може да се купи во рамки на Диет клубот во нашата продавница Вита БОЦД и во кај издавачот Нутривита кај универзална сала. Значи може таму да се ја најдат за сега книгата да се ја купат, а понатаму секако ќе има во поширока дистрибуција, но затоа потоа. Така, сите тие што нема можност да ја добијат како бесплатен примерок или подарок во емисијата, ќе може да ја најдат на овие места кои што ги спомнавте, а веќе имаме и следен гледач на линијата. Добро утро. Кој ни се јавува? Добро утро. Добро утро. На телефон Ленче од Прилеп. Повелете, Ленче. Јавувам да ја поздравам вашата гостинка. Ви благодариме. Сакам да кажам дека синот и керката одат кај незе. А меѓу другото и јас почнав да го применувам режимот на исхрана кој цеца им го препорача на синот и керката и многу сум задоволна. И јас имам 53 години. Одлично. И има видливи резултати во виталноста на организмот, многу сум поспособна, се чувствувам посвежо и нормално и линијата прилично ми се среди, да речем. Мада на тие години е малце потешко да се дојде до саканата форма на телото. Така, многу сум задоволна. Никогаш не е касно. Никогаш не е касно да си се посветиме себе си, да се храниме здраво, се разбира пред се заради здравието, а Бога ми зошто да не заради ова добрата линија. Сигурно, нормално. Значи, ме радува моментот што го почувствувавте, ја почувствувавте енергијата, расположение друго е кога вака се храниш на овој начин. Свежата храна во моите програми е доминантна храна, значи свежото овоше и свежиот зеленчук, како ти преска што ми рече, па јас ке каснам тоа, ама ке бидам гладна после саат време. Да. Ама пак ке си јадеш.
Значи, повторно, до 2 Редоследот на часот, храната е значи важен. цело време до 2 часот вода се пие, се јаде овошје, суво овошје, јаткасто овошје. Значи, дефинитивно енергија невидена, затоа што овошните шеќери се директна енергија што ни обезбедуваат кога го конзумираме овошјето. Значи, истовремено ни го чисти телото, а во рамки на утрински часови трае таа фаза на чистење или елиминација. Да. И добивам чистаче од една страна, од друга страна добивам снабдошна енергија. Да. Веќе имаме следен гледач на линија, се извинувам што ве прекинав, да не го оставиме да чека. Добро утро. Добро утро. Кого имаме на линија? На телефон е Јасмина од Скопје. Многу се радувам што имам можност да се слушнам, да се вклучам во емисијата со Цвета Динова. Јас сум таза мајка на второ детенце. Живо здраво. Месец и пол има. Јас ја следев пред 7 години кога бев дома со првото детенце, потоа нели кога одиме на работа не можеме да ги следиме овие утрински програми. И можам да кажам дека госпоѓата изгледа исто како пред 7 години, за нејзе времето застанало. Веројатно тоа е нели резултат на исхраната која ја проведува. Голем поздрав, само сакав чисто консултација, нели, бидејќи дојам, што би било препорачливо, нели, за мене и за мојот организам и мојот имунитет, како и за млекото, нели, што е она што е препорачливо да се конзумира, сепак да не смета на стомачето на бебето. Так. Значи, вообичаено водата ти е присутна многу, свати е како најсериозниот напиток за време на доењето. Друг напиток што би ти го препорачал покрај цедените сокови, да речеме, само малку цитронските сега, цитрон никако, лимонче цедено само во водата помалку, али вода подобро, или некои си блендирани сокови или цедени на база на јаболко, на морков, со додавање 50% вода. За мајки и дојки многу често го препорачувам овесното млеко. Зошто? Затоа што дава една убава квалитетна лактација. Значи, барем 2 чаши до 3 чаши во денот овесно млеко. Го има и како тетрапак, со пристојни цени во малопродажба, може од овес да се направи самата, значи измелен овесот во машинка за кафе и се добива како прав и ние го правиме сами млекото во топла вода. Но со оглед на тоа што имаме веќе готови, а не се многу скапи, добро и тие и органски се згора на се, многу свежа храна да јадеш, одбегнувај сега прво, дури мало бебето месец и пол, разбрав дека само гравче, грашак, малце на страна, од леќата црвената леќа слободно да се ја користи, сварена и ќе ставаш карамфилчиња, за да нема гасови бебето во манџичките, карамфилчиња да се става неколку и кимчиња. И тоа ќе помогне кога ќе се јаде нели мајката доилка да не преку млекото не пренесува гасови на бебето. Да не се прави рестрикција многу на храна како што знаат да им кажат што ли не и не да е Боже да пиеш млеко благо во рамки на денот, сметајќи дека ако пием млеко ќе дадам млеко, зарем кравата пие млеко што дава млеко. Така, интересна споредба. Веќе имаме уште еден гледач и претпоставувам дека ова ќе биде последниот, бидејќи времето е при крај. Добро утро. Ало, добро утро. Добро утро, кој ни се јавува? Поздрав до гостинката и до вас. Ви благодариме. Да ве прашам нешто, значи јас многу ја почитувам гостинката и ги слушам нејзините совети и ги применувам, нели, нормално. Ама пошто дечава мои не ја слушаат, немаат време, нели, на работа се, они денот го започнува со млеко и со банана. И сега, јас како стручно лице, нели, покрај гостинката, јас станав стручна, ќе советувам дека грешат и не ме слушаат. Сакам да ми кажете дали грешам или... Никако млеко на децата, мислам тоа децидно, не. Наместо млеко, вода, банана или цеден блендиран сок. Привлечете ги со некој убав блендиран сок наутро. Купете си добар блендер или добар соковник. Пред се ви рекла блендер, затоа што во блендерот се задржуваат и целулозните влакна, а соковникот ги сфрла, генерално. Да. Генерално ги сфрла, значи почнете го така денот. Евентуално некој чај од шумски плодови или така нешто, но повеќе би сакала да биде тоа вода или свежо цеден или блендиран сок со овошје, јаткасти плодови и така. Ако веќе сакаат нешто млечно, нека биде тоа кисело млеко. Кисело млеко со овошје, јогурт со овошје, а не влагото млеко.
Така, изгледа имаме уште еден гледач на линија. Дали може накратко да го слушнеме? Гледачот дали го имаме се уште на линија? Не, повеќе го немаме гледачот на линија, а и времето не гази, затоа што веќе се наближуваат последните 2-3 минути од емисијата. Дали има нешто кое што посебно би сакале да го напоменете, а немавме време во овие 30 на минути да го споменеме како совет кон гледачите? Па значи секој пат го давам тој совет обично на крајот моето гостување. Велам ако сакаме да бидеме подалеку од болниците, од амбулантите, од аптеките, да си бидеме поблиску до зелените пазари, да ја воведеме свежата храна во секојдневието. Фактички во мојата книга акцентот е даден на свежата храна, дека таа што не држи во убав тонус, како што забележа гледачката, и пред 7 години сум изгледала вака и сега. Може би не, ама прилично добро во однос на она како одат годините, што велам не значи дека ако се старе треба да се биде болен, туку сето зависи од мислата што имаме во нас. Што мислам, тоа и ми се случува. Мислам дека треба здраво да се хранам, мислам дека треба здраво да живеем, тоа го правам и тоа е очигледно и лично на мене, но очигледно и на сите тие околу мене на кои им споделувам таква една позитивна енергија, малку и ги карам, ги ставам во ред, за да генерално се стават во еден ред на нештата. Опуштено се оди, не се оди строго, нема забрани, некои страшни забрани, но едно инсистирам, немојте денот без возот да го ставите вода, овошје, зеленчук. Тоа е она што е примарно за нас да бидеме здрави, работоспособни, да бидеме полни со позитивна енергија и истата да ја споделуваме со сите. И да напоменеме за накрај дека никогаш не е доцна да се почне со правилниот начин, искрено без разлика на годините. Во диет клубот и над 80 години, верувајте ме одушевуваат со она како тие се однесуваат во однос на здравата храна, во однос на здравото живење, колку се они полни живот, колку они себе си се почитуваат, нормално и ние сите ќе ги почитуваме. Ако себе си не се почитуваш, верувај ми дека никој тоа не. Да, зошто и остатокот од животот на тие луѓе да не биде поквалитетен и да си ги поминат последните години убаво. Сите ќе дојдеме, ама тоа не значи дека треба да бидеме едноставно кидисани кон болести. Апсолутно не е точно дека староста носи болести. Не, умот ги носи болестите, највеќе нездравиот начин на живење, одделеност од природата, да и се вратиме. Така е. Ево ова нека биде и завршната порака до нашите гледачи. Цвета Динева, ви благодарам што ни бевте гостин во 24 од Сесрца. Благодарам за поканата. Ви благодарам и на вас, драги мои, кои што бевте дел од утринската програма на 24 вести. Ви посакувам пријатен ден и останете со нашата програма.